Слава ти, Господе, за Твоето присуство. Фала ти за тоа што ти не очистуваш и не облекуваш во Твојата светост. Фала ти, Боже. Все од Тебе, Господе. Халелуја, халелуја. Халелуја, слава ти, Боже. Слава ти, Боже мој. Вечер ќе зборувам јас на темата вера, само од поинаков аспект. Кој што зборуваат пасторите. Се надополнуваме, не е ништо спротивно на тоа, само различен аспект. Ќе зборувам за тоа што значи да имаш вера за твојот живот и колку е различно да имаш вера за твојот живот и да имаш фантазии за твојот живот и колку е битно да се движиш заедно со Бог. Значи верата се движи заедно со Бог. Кога Бог сака да прави нешто, да му кажеш Господе да, сега. Господ ти вика сега сакам ова да го правам во твојот живот и да му кажеш Господе да, се сложувам со тебе. Колку е важно сето тоа. Најпрвин ќе почнам со Еремија 29 глава, ќе одим, 11 стих. Многумина го знаете овој стих, како дека Бог има планови за вашите животи. Може да ви го предефинирам стихот. Бог нема планови за вашите животи. Бог има цел за вашиот живот. И ако еден план не успе да ве доведе до неговата цел, ќе искористи друг план. План е точка А, Б, С, Д, подред. А цел е, имаш фокус, таму треба да одиш. Ако не ги исполниш А, Б, С, Д, Господ ќе направи Y, X, Z да те однесе таму. Че има разлика од план и цел. И стихот кој што многумина го превеле како план, всушност е зашто јас ги знам за мислите кои што ги мислам кон тебе. Вели Господ, мисли за мир, а не за зло, да ти дадам иднина и надеж. Че не вика планови, туку вели мисли. Мисли и планови се различна работа. Че Господ има мисли, има размислува за тебе, ова и ова имам за тебе. А на кој начин ќе се оствари тоа што Господ го замислил, тоа е планот. Планот може да се менува, но замислата на Бог не се менува за твојот живот. Амен. Бог има цел за твојот живот. Целта која што Бог е определил за твојот живот е непроменлива, а планот може да се смени. И како да го поврзам ова со вера? Значи, наша работа е да откриеме која е Божјата цел за нашите животи. Наша работа овде на земјава е да откриеме која е Божјата цел за нашите животи. Што сака Бог да прави со нашиот живот овде на земјава? Зошто воопшто не спаси? Завршиме еден ден со него на небо, амен. Ама додека сме овде на земјава, што правиме? Че имаме цел, Бог има цел. Замислил нешто да правиме овде на земјава. И наша работа е да откриеме што е тоа. Не да нагаѓаме што е тоа. Че ако нагаѓаш што е Божјата волја, не живееш по вера. Треба да се смириш пред Господ, да му кажеш Господе, ти ме спаси, покажи ми која е твојата цел за мојот живот. Господе, се подчинувам пред тебе, ги оставам сите мои планови, се оно што сум замислил, сакам твојата волја во мојот живот да биде извршена. Нели во Матеј како вика таму во 6:10 молитвата? Татко небесен, нека се свети името Твое, нека биде царството Твое, нека биде волјата Твоја, како на небото, така на земјата. Чија волја да биде? На таткото, не мојата волја, не твојата волја. За твојот живот, не твоите замисли, твоите идеи за твојот живот. Божјите замисли за твојот живот. Ти треба да се подчиниш на Божјата волја за твојот живот. Ти треба да слушнеш која е Божјата волја за твојот живот. Ако не слушнеш, не можеш да живееш по вера, што верата доаѓа од слушање. Ако си го живееш животот твој кај што си сега, без да си слушнал од Господ и правиш работи со твојот живот, кој што не си слушнал од Господ дека треба да ги правиш, моја препорака е запри со сето тоа што го правиш. Почни да го бараш Господа, ти откриеш која е неговата замисла, која е неговата цел за твојот живот. Запри со се, постави си цел број 1, Господи, јас сакам да знам која е твојата волја, твојата цел за мојот живот. Тоа е најбитно нешто. Се друго е небитно. Запри со се друго. Застани и речи, Господе, јас има да стојам пред тебе, да го барам твоето лице, додека не ми кажеш што е твојата замисла за мојот живот, која е твојата цел за мојот живот, која е твојата волја за мојот живот. И кој ќе ти каже Господ која е волјата негова за твојот живот, почни да го правиш што ќе ти ја каже. Тоа е живот на вера. Си слушнал нешто од Господ? Што Господ сака да прави со твојот живот? Ако Господ ти каже голема работа, не знам, ќе одиш таму, проповедник ќе бидеш, ќе одиш во славење, сакам славаш да бидеш, ти поим немаш од свирење инструмент. Че првиот 4 седни, праша го Господ кој инструмент да научам. Ако
Ти зборува да ќе одиш мисионер во Африка, прашај го во која земја во Африка, се не научи го јазикот од таа земја, кај што треба да одиш мисионер. Че има период на подготовка. Господ може да ти каже голема работа на почеток, ама откако ќе ти каже големата дела работа, прашај го за деталите. Што Господ зборува, е жив нашиот Господ. Исус Христос е жив. И по тоа се разликува од сите други. Изборува, жив и изборува денеска. Ако му дозволиш да ти зборува. Ако го отвориш твоето срце. Ако се испразниш од сите твои планови замисли. Ако се испразниш себе си, му речеш Господе, неќам ништо од ова, се ова што се мои планови замисли ги фрлам во твои раце, сакам твојата волја, твоите замисли за мојот живот. Не ме интересира ништо друго. Но тоа е малку тешко, црква. Треба да умреш за себе си. Треба да умреш за себе си. Да кажеш не на се оно што ти си замислил. Да кажеш не на пријатели, на родители, на се, не. И да му кажеш да на Господ. Некој од вас не можете да слушните што е Божјата волја за вашите животи, затоа што се уште не сте рекле не на светот, не на гревот, не на вашите планови. Кога ќе му кажеш не на ѓаволот, не на гревот, не на светот, не на твоите планови, тогаш Господ ќе да ти зборува. Затоа не можете да слушнете. Тоа што не сте кажале не. Пред да кажеш не, додека не кажеш не, Господ не може да ти каже што има за твојот живот. Затоа што сето тоа што ти си го имаш е пречка да слушнеш од Господ. Твоите замисли, твоите идеи. Сето тоа ти е пречка да го слушнеш тоа на што Бог го има. Мора да го оставиш сето тоа за да Господ ти зборува, за да слушнеш јасно што Господ ти зборува. Сериозно е словото вечерва. Многу сериозно. Тоа што ова е живот на вера. Сите овие кои што се во Евреи напишани јунаци на верата, сите слушнаа нешто од Господ и го направаа тоа што го слушнаа од Господ. Затоа се јунаци на верата. Не се јунаци на верата затоа што ти избра да верува нешто. На Ној не му текна сам да се изгради брод. Тој слушна од Господ дека треба брод да изгради, го изгради бродот. Затоа јунак на верата. Амен. Мојсей слушна од Господ дека треба да го извади Израилот од Египет, појде го направи тоа, затоа јунак на верата. Не е јунак на верата затоа што тој избра да доди, кога Господ го повика не ни сакаше доди, му рече најди си некој друг. Јунак на верата затоа што тоа што го слушна го послуша. Го направи тоа што го слушна. Чи пак ова што го збораме општо, значи вечер разбораме општо за вера. Не само за вера за исцеление, вера за пари, вера општо за твојот живот, вера како ти имаш вера. Затоа што верата доаѓа од слушање. Ако не си слушнал, немаш вера. Многу едноставно е. Односно, таа вера што имаш не е од Божја вера. Че ти можеш да имаш вера во лага и да си веруваш во лага цел живот и да умреш во лага. Еден куп луѓе умираат. Муслимани си веруваат во нешто што е лага и си умираат во лагата. Православните умираат, веруваат во лага, си умираат во лага. Атеистите веруваат во лага, си умираат во лага. Господ никогаш нема да ги запре да си живеат во лагата. Така да и ти ако избереш да веруваш во лага, Господ нема те запре да веруваш во лага. Нема нешто насила да направи Господ во твојот живот. Ако си избереш да веруваш во лага, Господ ќе ти даде да си веруваш лагата. Затоа што те сака. Сега како ќе речеш ме сака ми дозвола, затоа што ти дал слободна волја и нема никогаш да дојде против твојата слободна волја, Господ. Ако ти избереш да веруваш во лага, Господ ќе ти дозволи да веруваш во лага. И ќе си завршиш во пекол или не за таа лага. Затоа што ти си избрал да веруваш во лага. Че затоа е битно да се смириме пред Господ и да слушнеме што Господ сака да прави со нас, со мојот живот, со вашите животи. Ако секој од нас слушнал од Господ, што Господ има за неговиот живот, ќе го прави сето, тој сите ќе сме раздвижени, нешто ќе правиме за Господ. Не сме се испразниле од себе си, имаме нешто од кое што ни треба да го пуштиме пред Господ. Не сме слушнале кој што треба. Или можеби сме слушнале, некој од нас слушнале, па се обесхрабриле кога виделе каков е патот по кој што треба да одат. Има и такви. Некои слушнале и ги пуштиле работите што ги слушнале затоа што опозицијата која што дошла против нив ги обесхрабрила. И Господ сака се вратиш назад. Си воземиш тоа што Господ ти го зборува. Алелуја. Бог се што прави во одредено време. Во Проповедник 3 глава вели за се има време, така? Книга Проповедник
3 глава. Проповедник 3 глава, 1 стих. За се, вика, има своја сезона, време за секоја цел под небото. Значи, Бог има време за се. И си оди таму, има време да бидеш роден, има време да умреш, да садиш, да искорнуваш и така натаму. Бог има сезони во твојот живот. Определил сезони во твојот живот. Во кој што треба да се случат одредени нешта во твојот живот. Треба да научиш да ги препознаваш тие сезони. Треба да научиш да си осетлив на Духот Свети, да знаеш што Господ прави во тебе. Зошто е битно тоа? Ако знаеш што Господ прави во тебе, многу полесно ќе го поминеш процесот. Нема да се бунтуваш. Зошто израелците се бунтува во пустината? Тоа што не знаеа дека беа во процес на очистување. Требаше Египет да излезе од нивните срца. Затоа се бунтува против Бог. Не сака да го пуштат Египет од нивните срца. Не разбира што Бог прави во нив. Затоа изгина на крај. Тоа што не се покаја. Тоа беше сезона на очистување. Требаше Бог да ги очисти. Ги извади од Египет, требаше сега Египет да го извади од нив. Не му дозволи да го извади Египет од нив. Зошто? Затоа што не го препозна сето тоа. Тие што го препозна, му дозволи, Бог ги промени, ги ослободи. Не вика како да знам сето тоа. Што Бог сака да прави во мојот живот. Много едноставно. Бог кажал еден стих во Амос, мислам дека 3:3, вика, Бог не прави ништо без да им открие на своите слуги пророците. Бог нема да направи ништо во твојот живот пред да ти го каже најпрви. Дали ќе ти го пророкува некој, дали ти ќе го слушнеш, Бог нема да направи ништо во твојот живот пред да ти каже. Зошто не прави ништо во твојот живот? Затоа што не си слушнал. Ако си слушнал, Бог ќе се движи во твојот живот. Алелуја. Има сезони во твојот живот. Има сезона на подготовка, сезона на служење, разни сезони има. Треба да откриеш во која сезона си, да се починиш на Господ, на тоа што Господ го прави во твојот живот. Од таа сезона во која што си. Да му дозволиш на Господ да работи во тебе и преку тебе во таа сезона. И тоа е живот на вера. Вера е да му кажеш на Господа, Господе, еве ме, стојам пред тебе, употреби ме како што тебе ти угодно. Ја не ги измислам проповеди, луѓе. Се молам и Господ ми вика, ова ќе го збориш, тоа ќе го збориш. Го зборам тоа што Господ ми го кажал. Не седам дома и сега ќе си седнам и ќе си напишам проповед. Господ ми дава концепт. Тој концепт само го разработам, го расширувам. Затоа што сум одлучил, Господе, неќам да давам нешто што не сакаш ти да давам. Има некои работи што Господ ми ги зборувал, што можеби никогаш нема да ги проповедам. Се само за мене. Има некои работи што треба да почекам па да ги проповедам. Треба да прашаш Господе, што сака Господ да прави, не што сакам ја да правам. Амен. Сезони. Господ реков, не прави се во свое време, во своја сезона. Но Господ, ще една работа, пред да продолжим, мала дигресија, да има во друга насока. Господ никогаш не е задвижен од твоите проблеми. Никогаш не е задвижен од твоите проблеми. Не му е гајле за твоите проблеми. Затоа што тој очекува да веруваш дека Исус е решението. Дека тој е поголем од твоите проблеми. Дека твоите проблеми веќе се решени. Ако ти ги правиш поголеми проблемите од Исус, нема гајле за твоите проблеми. Му викаш ти на Господ, ти си помал од мене. Но некогаш, ајде, ќе видиме. Господ те сака, е сочувствителен, но не е задвижен од твоите проблеми. И сега ќе ви покажем на неколку стихови. Ќе одиме првим во Матеј 9:27. Матеј 9:27. Покажем дека Господ не е задвижен од проблемите. Господ е задвижен од вера. Не е задвижен од проблемите. 9:27. Вика, кога Исус се оддалечи од таму, двајца слепи луѓе, вика, го следеа, викајќи и велејќи, Сине Давидов, имај милост кон нас. И вика, кога тој дојде во својата куќа,
Слепите, вика, дојдоа кај него и Исус им рече: дали верувате дека јас сум способен да го направам ова? Тие му рекоа: да, Господе. Тогаш, вика, се допре до нивните очи, велејќи: нека ви биде согласно вашата вера. И нивните очи беа отворени и Исус стрикно ги предупреди, велејќи им: не кажувајте никому за ова. Овие луѓе, не знам кај бил Исус, одеа по Исус, двајца слепци, и вика по Исус. Вика по Исус. Исус си оди, не знам колку бил, значи одел пешки. Кај додел, во градот нека бил еден сат пешки некој одел. Сат време по него оделе и викале: Исусе, сине Давидов, имај милост кон нас. Сат време Исус се прави како да не ги слуша. Си оди дома човекот. Сат време некој оди по него, двајца слепци колку и да се сигурно не може да трчаат слепи луѓе. Што оделе полека. Одат по Исус и викаат: сине Давидов, имај милост кон нас. Сине Давидов, имај милост. Сат време. Исус не им обрна внимание сат време. Доаѓа дома, не е завишен од проблемите, имаат мака, не ги слуша. Задвижен од тоа што Бог му го зборуваше Исус. Појде дома, Господ му зборуваше, тоа што им го зборуваше, ги праша: верувате ли дека јас ова можам да го направам за вас? И што му рекол? Веруваме, Господ. Ми рече: нека ви биде согласно вашата вера. Сат време беше период на тестирање на нивната вера. Што ако се откаже на пола сат? Немаше да го добијат. Че имаше момент на кој што треба да дојдеш за да го примиш благословот. И тој момент се вика Каирос момент, или зборот Каирос, не да го објаснам зборот Каирос. Значи во Новиот Завет 3 зборови на старогрчки се преведени време на македонски и на англиски. Но на грчки има 3 различни зборови за време. Едниот е аеон. И значи ера. Значи вечност, значи за секогаш. Аеон. Значи време како време за секогаш. Значи време како вечност, долго, нешто што долго трае. Ера. Тоа е едното значење на едниот збор кој што е преведен со време. Вториот збор е хронос. Хронос, од зборот хронос значи долго или кратко време. Значи може да биде било какво, но од зборот хронос доаѓа хронологија. Хронологија значи редоследно, нешто што први нова па тоа утро, вечер, значи времето во кое што живееме, сабајле стануваш, хронолошки редослед. И третиот збор кој што е преведен со време е зборот Каирос. Зборот Каирос кој што е преведен со време значи сега. Значи точно определено време. Временска рамка од до. Значи вистинско време за нешто. Значи определена сезона за нешто. И наше е да се движиме заедно со Бог, да ги препознаеме каиросите, каирос моментите во нашите животи кои што Бог ги приготвил. Што Бог сака да направи сега во твојот живот? Што е сега момент? Нешто што сега треба да се случи. Дали сме на тоа ниво да можеме да препознаеме што Бог сака да направи сега во мојот живот? Значи овие луѓе може да се откажат на пола пат и да го пропуштат својот каирос. Да не го примат исцелението. Така? И да ви кажам уште нешто. Ќе ви го потврдам тоа ни словото, дека често пати пред да го добиеш одговорот на молитвата, Бог ќе направи да се соблазниш. Доаѓа соблазна од Бог пред да го примиш одговорот на молитвата. Овие луѓе може да изберат да се соблазнат, тој не слуша сад време. Не игнорира цело време. Но избра да притисне до крај. Покажем друг кој може да се соблазни. Кој што имаш и право да се соблазни. Одиме во Матеј 15 глава. Матеј 15 глава. 21 стих. Тогаш Исус вика, отиде од таму и се оддели кон регионот на Тир и Сидон. Запомтете го овој стих, првиот. Тогаш Исус, не знам кај беше претходно, отиде од таму и замина за Тир и Сидон. И вика, ете една жена кананка дојде од тој регион и викаше кон него велејќи: имај милост кон мене, о Господе, сину Давидов. Мојата ќерка е страшно демонизирана.
Но тој не ја одговори ни збор. И неговите ученици дојда и го молеа, вика, велејчи, испратија, вика, зашто вика по нас. Но тој одговори и рече: јас, вика, не сум испратен, освен кон изгубените овци на домот Израилев. Тогаш, вика, таа дојде и му се поклони или го обожаваше, велејчи: Господе, помогни ми. Но тој одговори и рече: не е добро да се земе, вика, лебот од децата и да се фрли на малите кучиња. И таа му рече: вистина, Господе, но и малите кучиња јадат од трошките кои што паѓаат од таблат, од масите на нивните господари. Тогаш, вика, Исус ја одговори и рече: о, жено, голема е твојата вера. Нека ти биде согласно твојата желба, и ќерката нејзина беше исцелена во истиот момент. Оваа жена имаше причина да се соблазни. Исус се нарече куче. Ти си куче, ова не е за тебе ослободувањето. Често пати одговорот, пред да го примиш одговорот на молитвата, ќе биде тестирана твојата гордост, онаму кај што си слаб. Оваа жена имаше проблем со тоа да се понизи. Се понизи. Ако не се понизеше, можеше да се возгоре, да си замени, немаше да го прими она што Бог го имаше за неа. Ќе си го пропуштеше Каирос моментот. Ќе го пропуштеше исцелението. Исус отиде во тој регион. Зошто отиде таму? Ако не планираше да исцели. Отиде со цел. Исус никаде не одеше без цел. Му текна, сега ќе си одам во Тир и Сидон. Отиде со цел. Целта беше да се сретне со оваа жена. Но за да се случи исцелението, оваа жена требаше да го направи што го направи. И накрај вика: о, жено, голема е твојата вера. Оваа жена прими исцеление затоа што имаше вера. Затоа што веруваше. Незината вера беше активна, беше спремна да се откаже се откаже од се, од своето достоинство. Дозволи да биде наречена куче. Ама го прими исцелението. Не и беше гајле како ќе биде наречена, битно и беше ќерка и да биде здрава. Често пати, пред да го примиш одговорот на молитва, има да бидеш соблазнет од Господ. Зошто? Затоа што твоето срце не е во ред. Треба да се наштима твоето срце. Соблазната не доаѓа од Господ, туку од твоето срце што не е во ред. Затоа може да се соблазниш. Ја ќе ви кажам други кои што се соблазнија. Јован 11 глава. Да, Евангелие според Јован. Читаме многу стихови денеска. Битно е да слушнеш. Че овие сите, откај знаеш слепците дека Исус може да ги исцели, да им ги отвори очите. Откај знаеш ова жена од Феникија, дека Кананка, дека Исус може да ја ослободи ќерка. Че некој им кажал. Откај знаеш двајца слепи дека ако појдат Исус може да им ги отвори очите, затоа што некој им кажал дека на некој друг им ги отворил очите. Имаа вера, дојдоа со вера, го направил за ними, че го направи за мене. Оваа жена имаше слушнато дека овој Исус ослободува демони. И поверува, вика, ќе го направи за мене. Затоа имаа вера, затоа што слушна, некој друг што им кажал. Инаку од кај знае дека Исус може такво нешто да направи? Ако не ти кажал некој, од каде? Нема интернет во тоа време, нема ништо. Нема телефони, нема радија, нема телевизија. Значи некој имаше кажано на овие луѓе. Примеат, поверува во тоа што го слушна и отидоа Господ да ми го услишни молитвите. И Господ учествуваше со сето тоа. И со овие слепите луѓе, и со оваа жена. И речите, исподаѓа дека Господ беше многу груб со неа. Не, Господ дозволи да се случи сето тоа за да излезе на видели на нејзината вера. Дозволи да излезе сето тоа на тој начин, за да излезе на видели на нејзината вера. За да биде запишана таа жена овде во Библија и да читаме 2000 години. Како пример за вера. Одиме во Јован 11 глава. Од почеток ќе читам. Имаше, вика, еден човек кој беше болен, Лазар од Бетанија, од градот на Марија и нејзината сестра Марта. И века беше таа Марија која што го помаза Господ со миризливо масло и ги избриша неговите нозе со нејзината коса, чиј брат Лазар беше болен. Затоа, вика, сестрите испратија
до него велејќи: Господе, еве вика, оној кој што ти го љубиш е болен. Оној кој што ти го љубиш е болен. Исус го љубеше Лазар. Многу битно. Кога Исус вика слушна, тој рече: оваа болест не е за смрт, туку за слава на Бог, за да Синот Божи биде прославен преку тоа. Вика сега вика Исус, но вика Исус и љубеше Марта и нејзината сестра и Лазар. Два пати пише дека Исус ги љубеше. Така? И вика и така кога слушнал дека тој е болен, тој остана уште 2 дена на местото кај што беше. Толку многу ги љубеше што си остана таму кај што беше уште 2 дена. Овие викаат за помош итно: Господе, итно, болене, човеков ни треба подитно да тоиш. Овој ги љуби и си седи уште 2 дена таму кај што. Не беше задвижен од потребите на луѓето. Исус знаеше точно што да направи. Каже во претходниот стих, затоа што оваа болест вика не е за смрт, туку за Синот Божи да се прослави преку ова. Точно знаеше што ќе направи. Имаше поинаков план, поинаква замисла со сето тоа што се случува. И не беше задвижен од потребите на Марија и Марта. Беше задвижен од сочувство, да, но беше задвижен од Божјот, од она што Бог таткото му зборуваше. Вика јас се што прам, го гледам дека што она го правам, што таткото гледам дека го прави. Чекаше дозвола од таткото да направи нешто Исус. И си остана 2 дена. Зошто остана во тие 2 дена? За да една друга жена прими исцелени успат. Затоа стоеше 2 дена. Чекаше таа другата жена да дојде од некаде, да се сретна на пола пат и да прими исцеление. Така беше? Или не беше така таму? И да не беше така. Значи чекаше нешто. Чекаше Бог да го задвижи. Чекаше Бог таткото да му даде дозвола. Беше умрен 4 дена во гробот. Значи, од кај што бил на местото до кај што оди еден ден патување. 2 дена чекаше, кога појде таму вика 4 дена веќе во гробот. Значи 2 дена чекал, 2 дена да патувал. Значи веќе бил умрен кога стасала веста до Исус. Па пешки да? Ама 2 дена ако тргнеше ќе беше на вториот ден, не на четвртиот. Тоа сакам да ви кажам. Не беше задвижен од она што луѓето го сака од него. Ги љубеше, 2 пати пишува Бог ги љубеше. Исус ги љубеше и него, и сестрата, и Лазар. И си остана 2 дена таму. Зошто? За да биде тестирана верата на Марта и на Марија. На 21 стих вика и тогаш вика Марта му рече на Исус: Господе, вика, ако ти беше овде, вика, мојот брат немаше да умре. Прво нешто, обвинување. Господе, ти си крив зашто брат ми умре. Соблазнет човек. Некој му е крив. Ја го првиот соблазнет, зашто Исус не ги направи работите како што сакаше тај да ги направи. Му рече Марта: Исусе, мојот брат е мртов затоа што ти закасни. Но вика, дури и сега вика, знам дека што и да побараш од Бог, тој ќе ти го даде. Исус ја одговори и рече: брат ти, вика, ќе воскресне повторно. Марта му рече: ја знам, вика, дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. Исус им рече: јас сум воскресението и животот, тој што верува во мене и да умре, вика, ќе живее. И секој, вика, кој што живе и верува во мене, нема никогаш да умре. Дали го веруваш ова? Таму рече: да, Господе, го верувам. Верувам дека ти си Месијата, Синот Божи, кој што доаѓа во овој свет. И кога го ги рече овие нешто, вика, таа си замина, тајно ја повика Марија, нејзината сестра, велејќи: учителот те бара. Си дојде соблазнета, полна со знаење, не прими ништо. Соблазнета, полна со знаење, не со вера. Затоа не прими ништо. И сега ќе читаме потака, Марија скоро истиот муабет го прави. И вика, кога слушна, таа стана брзо и отиде кон него. И кога Исус вика, Исус се уште немаше дојдено во градот, но беше, вика, на местото кај што се сретна со Марта. Тогаш евреите, вика, кои што беа со неа во куќата, ја утешува
Кога видува дека Марија стана, вика, брзо отидоа и тие со неа, следејќи, велејќи таа оди на гробот за да плаче таму. Тогаш вика, кога Марија дојде при Исус, и Исус ја виде, таа падна при неговите нозе, велејќи му: Господе, ако ти беше овде, мојот брат немаше да умре. Што е разликата? Истата реченица ја кажува и Марта и Марија. Ова дојде со скршено срце. Падна пред неговите нозе. Се поклони пред него. Рече: Господе, ако ти беше овде вака, мојот брат немаше да умре. Марта не дојде така пред неговите нозе, не падна. Не пишува така. Ова дојде и падна, се поклони пред Исус. И го излеа своето срце. Ова е молитвата на Марија. Кога го излеваш твоето срце, тоа е молитва пред Господ. Си ја кажа болката. Че има разлика да му кажеш на Господи: ти си крив за ова, и кога ти е тешко да го излеш твоето срце и да си ја кажеш болката пред Господ. Тоа му е угодно на Господ, да го отвориш срцето пред Господ и да излеш твојата болка пред Господ. Ако дојдеш полн со знаење, вака треба, така треба, нема ништо да примиш. Марта не прими ништо. Марија дојде, се поклони пред Исус и го излеа своето срце. И тоа отвори врата за Каирос моментот. Што следува? Затоа вика, кога Исус виде како плаче, и евреите кои што доаѓаат по неа плачејќи, тој вика се нажали во духот и беше вознемирен. И тој рече: каде го положивте? И тие му рекоа: дојди и види, Господи. Исус заплака. Има разни толкувања зашто Исус заплака. Една работите се сожали, втора работа заплака за неверието на луѓето што го има, што доаѓа. Заплака затоа што луѓето што доаѓаат после Марија нема срце како Марија. Доаѓа со камено срце, доаѓа да плачат заедно со неа на гробот. Плачеше, беше вознемирен, претходно пишува духот, кога виде дека плаче. И тие што доаѓаат по неа дека плаче. Беше вознемирен од неверието, дојдо со неверие. Дојдо поразени. Тогаш вика, евреите рекоа: гледај, вика, тој вика го љубеше него. По трет пат го љубеше него. Го љубеше во некој што дозволи да умре. И некој вика: не можеше ли овој човек кој што ги отвори очите на слепи, вика, исто така да го запази овој човек од умирање? Еве го неверието. Че сите што дојда со неверие. Дојда да го обвинуваат Исус. Не дојда да примат од Исус. Затоа Исус заплака. Но жената, верата на една жена. Се уште чува вратата отворена за Каирос моментот. Верата на Марија. Тогаш вика Исус, повторно вика, стенкајќи во себе си, дојде до гробот, кај што беше пештерата и каменот ставен врз неа. Исус рече: трнете го каменот. Марта, се уште неверната Марта, сестрата на оној кој што беше мртов, рече: Господе, со долго време таму, вика, веќе смрди, вика, зашто таму е веќе 4 дена. Исус ти рече: нели ти реков, вика, дека ако веруваш, ќе ја видиш славата на Бог. Нели ти реков, уште со неверија, Марта, ако веруваш, ќе ја видиш славата на Бог. Тогаш вика, тие го тргна каменот од гробот. Исус го подигна својот глас и излече: татко, ти благодарам затоа што ме слушна. И знам дека секогаш ме слушаш, но за да овие луѓе кои што стојат тука го велам ова, за да можат да поверуваат дека ти ме испрати. И кога ги рече овие нешта, извика со силен глас. И рече: Лазаре, излези туку. Лазаре, излезувај! И Лазар излезе. А многу мина мисла дека Исус беше така фин, некој само рече: Лазар излези, тој излезе. Не. Извика со силен глас. Така пише во Библија. Марија, жена на вера,
препозна нешто во духот. Веруваше дека Бог е моќен. Иако братја беше 4 дена во гроб. И го прими кајрос моментот. Чекаше во верата дека не се случи нешто. Дека не дојде Божјиот кајрос момент во нејзиниот живот. Зошто? Затоа што виде што Бог правеше, ги виде други луѓе воскреснати. Веруваше дека Бог е моќен се. Не се посомнева. А Марта до крај беше неверна. Исус дури повтор пати рече, нели ти реков, ако веруваш ќе видиш славата на Бог. Верата е исповедање на она што го веруваш со твојата уста, но и верата е исто така правење на дела. Верата без дела е мртва. Делата на вера се овие. Марта беше соблазнета, Марија беше скршена. Марта се караше со Господ, Марија го излеа срцето пред Господ. И добива одговор на молитвата. Можеш и таа да избери да биде соблазнета. Алелуја. Од тебе зависи. Но мора да слушнеш, мора да си сигурен во тоа што си го видел. Марија беше сигурна дека Бог е моќен се да направи. Веруваше дека тоа што го каже, јас сум воскресениот Исус. Веруваше во тоа и го доби тоа што го веруваше. Марта не го веруваше тоа. И доби 2 пати укор. И не доби воскресение, Марија доби воскресение. Важноста да се движиш кога Бог се задвижува. Важноста да умреш за себе си и да речеш Господе, онака како што ти сакаш да се случуваат нештата во мојот живот, не како што јас сакам. Што ако си тераш по свој како Марта, само чотек ќе јадеш. Од Господ, мислам, чотек ќе те укорува, додека не почнеш да веруваш. Опасноста ако не се движиш во кајрос моментите кои што Бог има за твојот живот. Опасноста ако не ги препознаеш кајрос моментите во твојот живот. Многу страшна опасност. Ќе читаме во Лука 19 глава. Лука 19 глава. Колку е сериозно ово што го зборувам вечер. Колку е важно да живееме живот по вера, а не како што ние сакаме. Колку е важно да слушнеме од Господ што Господ сака да направи во нашите животи, да живееме онака како што Господ сака. А не ние како што сакаме. Лука 19 глава од 42 стих ќе читам. До 41 ќе читам. Исус оди во Јерусалим и вика како што се приближи до него, до Јерусалим, тој вика го погледна градот и заплака над него, велејќи. Исус плаче над Јерусалим. Вика ако ги имаше познато, вика, посебно вика во овој ден нештата кои што се за твој мир. Но тие беа скриени од твоите очи. Зашто вика ќе дојдат денови врз тебе кога твоите непријатели ќе изградат обиколување околу тебе, ќе те опколат, ќе те затворат од сите страни. И ќе те срамнат со земја и твоите деца заедно со тебе со земја. И тие вика нема да остават ниту камен врз камен во тебе, зашто не го позна времето на твоето посетување. Зборот кој што е време овде е кајрос на грчки. Не го позна кајрос моментот кога Исус го посети. И ова слово се исполни во 70-та година. Од нашата ера. Јерусалим целосно беше уништен. Не остана ни камен на камен над него. Имаше црква во Јерусалим после тоа. Пентекост се случи во Јерусалим. Но затоа што Јерусалим не го позна времето кога што Исус беше посетен од Исус на определен начин, го промаши кајрос моментот за нешто, се отвори за уништување, да тече ѓаволот, да донесе уништување. Просто игра ти го уништи. Кога ги промашуваш кајрос моментите во твојот живот, отвараш врата ѓаволот да донесе уништување во тие области во твојот живот.
Кога не се движиш, онаму кај што Бог сака да се движиш, му се противиш на Бог. Отвараш, стоиш во бунт фактички против Бог. Ако не го вршиш тоа што Бог ти го кажал да го вршиш, ти се бунтуваш против Бог. Тој грев на бунт отвора врата ѓаволот да дојде да те уништи. Тоа се случи со Јерусалим. Сваќаме колку е сериозно да се живее во понизност пред Господ. Бунтот против Господ, невршењето на Божјата волја, отвора врати ѓаволот да те донесе уништување. Уште еден пример ќе ви дадам. Израелците кога излегоа, требаше да влезат во ветената земја, така? И Господ им рече, утре одете, војувајте, ви ја давам земјата. И наместо да одат да војуваат, рекоа, не војуваме, не одиме да војуваме. И после тоа дојде слово од Господ преку Мојсија им рече, затоа што тоа не го направивте, 40 години ќе бидете во пустината. И следниот ден одлучија да одат на своја рака да војуваат. Јаде чотека. Изгина еден куп. Зошто? Затоа што го промашија времето кога Бог сакаше да направи нешто. Отидоа на своја рака да го земат, истото не успеа. Истите работи одлучија да бидат навидум послушни на Бог. Но го промашија моментот кога Бог сакаше да направи нешто. Дојде уништување. И кога сите ние сме го имале ова, че сме направиле глупости во животот, сме промашиле некои работи. Нема некој од нас кој што живее со 100% послушност пред Господ. Има таков некој нека се јави. Исус беше единствен, друг не знам. Јасна не е на служба денеска јасна. Че сите ние сме во оваа категорија кај што сме промашиле еден куп работи од Господ во нашите животи. И дел од тие работи може да бидат обновени. Господ е добар. Ама некои работи нема никош да бидат обновени. Мојсей за еден греф што го направи, не влезе во ветената земја. Не доби втора шанса за еден греф, за еден кикс. За еден кикс што го направи му беше затворена вратата да влезе во ветената земја. Една непослушност, не 100. Ние сме направили многу повеќе од една сите ние. Но Господ е верен. И Господ е тој што одлучува дали ќе ни даде втора шанса, не си ти. Тоа е многу добрата вест, што сакам да ви кажам вечер. Дека не си ти тој кој што одлучуваш дали ќе добиеш втора шанса од Господ. Господ е тој што одлучува. И ако се понизиш, Господ може да ти даде втора шанса. И ако се сеќавате дел од словото кој што го пророкував за оваа година за црквата, дека на оние кои што промашиле се придвижат во Божјата волја, како Господ им дава втора шанса. Како оваа година за втора шанса, да ги направат нештата како што треба. Сакам да ве охрабрам дека Господ за вас има втора шанса. Но сакам да останете трезни дека не дозволувајте да пропуштите следната шанса од Господ, затоа што може да немате следна шанса. Таа да ви биде последна. Ананија и Сапфира во дела на апостолите. Двајцата беа изнесени мртви од пред лицето на апостол Петар. Нема втора шанса. Не знаеш дали Господ ќе ти даде втора шанса или нема да ти даде втора шанса. Господ е тој што дава втора шанса, не си ти. Што избираш колку шанси ќе ти даде Господ. Затоа застани пред Господ, откри што е целта на Божјиот план за твојот живот, што Господ сака за твојот живот и живеј заедно со Господ. Не ги пропуштај каирос моментите што Господ ги има за тебе во твојот живот. Ако си ги пропуштил, ако си живеел во бунт, има една радосна вест, покај се. Кажи му, Господе, утнав се до сега во мојот живот, сакам нов почеток. Господ ти даде нов почеток. Штом си жив овде на земјава, има надеж за тебе, има шанса. Јуда немаше втора шанса. Петар имаше. Јуда немаше. Тато да викам, не знаеш, не си играј со Господ, не си играј со повикот, не си играј со твојот живот. Исаја 61 глава. Живеј живот на вера. Не како што ти сакаш, како што Господ сака. Нели рековме, Господ да биде твоето царство и твојата волја на земјата. Првата земја кај што треба да биде Божјото царство и Божјата волја е ова твое тело, ова е земја. Овде треба први да биде Божјото царство и Божјата волја, овде. Ако не е овде, околу нема шанси.
Ова е првата земја која што треба да се манифестира Божјата волја, Божјото царство. Амен. Ако овде не се манифестира, си играм играчки. Си живееш живот на фантазии, нека нешто Бог прави. Не прави ништо Бог. Се додека овде не се манифестира царството Божјо и Божјата волја во тебе, во твојот живот. 61 глава Исаја ќе читам. И ќе читам од англиски превод ќе ја преведувам, Amplified Bible, или расширен превод на Библијата. Тука сме. Исаја 61:7. Вика, наместо твојот поранешен срам, ти вика ќе добиеш двојна отплата, наместо безчестие и укор, радост ќе биде твојата порција. Затоа вика во нивната земја тие вика ќе завземат двојно она што го изгубија претходно. Вечна радост ќе биде нивна. Наместо твојот поранешен срам, двојна слава, двојна обнова. Ако си оплескал работата, ако имаш срам врз твојот живот, Господ вечерва сака да ја тргне таа наметка на срам и да те облече во неговата слава. Ако си сериозен со Господ и ако одлучиш од вечерва, кажеш Господе, јас сакам да се движам заедно со тебе. Не сакам повеќе да пропуштам ниту еден кајрос момент во мојот живот, од она што ти сакаш да го правиш во мојот живот. И не само да му го кажеш, туку да одлучиш да живееш на тој начин. Да одлучиш да слушаш од Господ. Еве ти викам уште еднаш, ако не си слушнал, запри со се во животот додека не слушнеш. Битно е. Најбитно е. Тоа што ако си продолжиш да живееш без да слушаш од Господ, ги промашуваш кајрос моментите кои што Бог има за тебе, му даваш отворена врата на ѓаволот да те прави парче. Не ти е Господ крив, не ти е никој крив, сам си отвараш врата на ѓаволот. Не живееш живот по вера, како вика, праведникот ќе живее по вера или од својата вера. Ако не живееш по вера, не си праведен испаја. Ако не си праведен, не си спасен. Ако не живееш по вера, ако си живееш како што тебе ти одговара. Сериозно е слово? Сериозно. Ајде да му кажеме на Господ дека сакаме да се смениме, да се покаеме пред Господ. Да му дозволиме, наставно му кажеме Господе, јас се оплескав работата, ше оплескав, дојди дај ми нова шанса. Имаме ветување, имаме слово од Господ дека Бог ќе ни даде втора шанса за оваа година. Да си ги справиме животите пред Него, пред се. Да застанеме онаму кај што Тој сака. Да почнеме да ја вршиме Неговата волја. Да му кажеме, татко, не мојата волја, туку Твојата волја. Ама јас сакам вака, ама јас сакам така. Се додека имаш ти сакаш, не е Божјата волја, Твојата волја. Сега ќе речеш, нели пишува таму, уживај во Господ и Господ ти ги даде желбите на твоето срце. Уживај во Господ, направи го Господ твое уживање. Значи, да ти биде желба број 1, да ти биде Господе, те сакам тебе и само тебе, сакам да сум со тебе. Тоа е да уживаш во Господ. И тогаш Господ ќе ги направи желбите на твоите срце, неговите желби да бидат твои желби. И тогаш ти ги даде желбите на твоите срце. Затоа што неговите желби станале твои желби. До тогаш си живееш во фантазија, брате и сестро. Тоа е реалноста. Моја работа да ти кажам вистина вечерва. Вистината ќе те ослободи. Алелуја. Спремни сме да застанеме пред Господ? Ајде да станеме пред Господ. Кажеме фала за Словото на Господ. Кажете му дека го примате Словото. Го примам Словото. Зашто Божјото Слово никогаш не испратено напразно. Секогаш го извршува оно за кое што Бог го пратил. Му кажеме, Господи, нека Твоето Слово го изврши на во мене за кој што си го пратил Ти, Боже мој, вечер. Халелуја. Го примам Твоето Слово вечер. Кажи му, Господе, го примам Твоето Слово вечер. Кажи му, Господе, прости ми затоа што живее во бунт против Тебе, затоа што се бунтував против Твојата волја за мојот живот, против Твоите замисли за мојот живот. Дојди очисти ме од бунтовништво, не сакам да се бунтувам против Тебе. Сакам да живам живот понизен на Тебе, Господе. Господе, сакам да ја вршам Твојата волја, не мојата волја. Сакам Твоето царство да го видам во мојот живот. Твојата волја да биде како што е на небото, така во мојот живот. Сакам да го исполнам повикот во кој што си ме повикал да Ти служам. Дојди очисти ме од бунтовништво оваа вечер, Господи Исус.
Очисти ме од бунтовништво против Тебе, Господе. Очисти ме од вештерство, зашто духот на бунтовништво исто како гревот на вештерство пишува. Очисти ме од вештерство, Господе. Прости ми затоа што сум правил вештерство во духот. Почнете да ги нарекувате нештата онака како што Бог ги нарекува. Нарекувајте го грев со името што е грев. Не е грешка, грев. Ако е гревот, грев, кажи му, Господе, ова е мојот грев. Јас сум се бунтувал против Тебе, сум практикувал вештерство, те молам да ми простиш. Сакам да се вратам во Твојата замисла за мојот живот. Сакам да се вратам при Тебе, Татко Небесен. Дај ми втора шанса да ги исправам нештата во мојот живот. Дај ми втора шанса да Ти служам, Господе. Дај ми втора шанса, Господе. Дај ми втора шанса, Татко. Очисти ме, Господе, од се оно што е пречка да го слушам Твојот глас. Ослободи ме од секој товар кој што не ми е потребен, Боже мој. Од се оно што го носам, Боже мој. Од сите желби кои што не се од Тебе, ослободи ме сега, Господе. Сакам да сакам и да действувам согласно Твојата волја. Стави ги Твоите желби во моето срце. Покажи ми што е угодно пред Тебе, Господе, за мојот живот. Отвори ми ги ушите да јасно го слушаат Твојот глас. Зашто е напишено дека Твоите овци го слушаат Твојот глас. Јас сум овца од Твоето стадо, дадено ми е да го слушам Твојот глас. Отвори ги моите уши јасно, Господе. Секоја пречка, секоја нејаснотија, се она што го блокира моето уво да го слуша Твојот глас, тргни го од мене. Сите мои желби, сите мои планови кои што го задушуваат Твојот глас, тргни ги од мене во името на Исус, Ти ги предавам, Боже мој. Сакам да ја вршам Твојата волја, Господе. Сакам да живеам живот на вера. Не на бунт против Тебе, живот на вера. Сакам да ја вршам Твојата волја, Татко Небесен, да Ти бидам угоден Тебе, Боже мој. Дојди, изми ме со Твојата крв. Изми ме, Господе, очисти ме, Господе, очисти ме, Господе. Очисти ме со Твојата света крв. Очисти го моето срце, Тато. Земи ме повторно во Твојата преградка, Боже. Потопи ме во Твојата љубов, Татко Небесен. Фала Ти за милоста, Боже. Фала Ти за прошката на мојот грев. Фала за прошката на моето бунтовништво, на вештерствата кои што ги прави, Боже мој. Се кајам и ги кршам сите тие нешта, Боже мој. Го рушам сето вештерство во мојот живот. Сето вештерство кое што сум го ослободил, го рушам во името на Исус. Кажи го тоа, дека ги рушиш работите кои што си ги направил во грев. Сруши го гревот во твојот живот. Го рушам бунтовништвото во мојот живот во името на Исус. Бунтовништвото те рушам во името на Исус во мојот живот. Немаш власт во името на Исус на мојот живот. Одлучувам да се подчинам под Божјата моќна рака. Одлучувам да бидам понизен, да живеам живот понизен на Бог. Бунтовништво надвор од мојот живот во името на Исус. Бунтовништво надвор во името на Исус од мојот живот. Немам ништо заедничко со Тебе, се одрекувам од Тебе во името на Исус. Кажи му на тоа бунтовништво дека се одрекуваш од него во името на Исус. Дух на бунт, се одрекувам од Тебе во името на Исус. Дух на Джезабела, се одрекувам од Тебе во името на Исус Христос од Назарет. Немам ништо заедничко со Тебе. Крвта на Исус Христос е помеѓу мене и Тебе. Крвта на Исус Христос е помеѓу мене и Тебе. Немам ништо заедничко со Тебе. Крвта на Исус Христос ме одделува од Тебе. Јас сум одделен од Тебе со крвта на Исус Христос. Крвта на Исус Христос е против Тебе. Мора да заминеш од мојот живот. Крвта на Исус е против Тебе. Мора да ме пуштиш во името на Исус. Крвта на Исус. Избирам да му служам на Бог. Избирам да се поднизам под моќната Божја рака вечерва. Го избирам Бог. Не сум Твој Джезабела, не сум Твој бунтовништво. Јас му припаѓам на Исус Христос. Јас му припаѓам на Исус Христос. Немаш власт повеќе над мојот живот. Ти ја кршам сета власт над мојот живот во името на Исус. Сите врати кои што ти беа досега отворени ги затворам во името на Исус. Надвор од мојот живот во името на Исус. Кажи му го ова на бунтот ни на Джезабела, зашто Джезабела е бунтовник без причина. Кажи му дека не сакаш да имаш ништо на ѓаволот со него повеќе во твојот живот. Кажи му дека му ги затвараш сите врати во твојот живот. Му забрануваш да действува во твојот живот. Ти си ги отворил вратите, ти имаш власт да ги затвориш вратите. Ти си ги отворил вратите со твојата непослушност, ти имаш власт да ги затвориш и да живееш, да ги чуваш затворени со твојата послушност. Да ги чуваш затворени со твојата послушност. Халелуја, слава Ти, Господи. Слава Ти, Господи. Слава Ти, Господи. И апостол Павле ни вели во Ефесијани 5:16 вели вика: откупувајте го времето, зашто деновите се зли. Зборот кој што е преведен и овде време е каирос.
Откупувај ги каирос моментите кои што се во твојот живот, зашто деновите се зли, затоа што не знаеш утрешниот ден дали ќе имаш уште една можност или не. Откупувај ги каирос моментите што Господ сега ти ги дава. Да го откупиш нешто значи да влезеш во тоа, да си го земеш, да биде твое тоа, тој каирос момент, да го направиш реален во твојот живот. Откупувај го времето, откупувај ги каирос моментите што Бог ги спремил за твојот живот. Затоа што ако продолжиш да ги промаршиш, да ги промашуваш, викаш не знаеш што доаѓа, зашто дните се зли. Не знаеш што ќе донесе утре. Не знаеш дали ќе имаш втора шанса. Господ дава сега втора шанса, но ако ја пропуштиш ова втора шанса, не знам дали Господ ќе ти даде втора шанса, да ти кажам. Не е моја да ти кажам. Од Господ зависи. Не зависи од мене. Тој е Господ. Тој ти го знае срцето. Господе, научи не како да го откупуваме времето, Господе, како да го препознаваме, Боже мој, времето кога ти не посетуваш, Боже мој. Отвори ги нашите очи, Господе, отвори ги нашите уши духовни, Боже мој. Да препознаваме кога ти не посетуваш, Боже мој, во нашите животи. Да ги препознаваме каирос моментите кога ти сакаш да се задвижиш во нашите животи. Прости ни, Господе, прости ни за бунтовништвото, Боже мој. Како црква, Боже мој, како поединци. Очисти ни од бунтовништво како црква, Татко Небесен, те молам. Ајмо да исповедаме како црква сите заедно. Едно е во твојот живот да исповедаш, на кога сме грешиле сите, имаме заеднички грев. Имаш тоа што си грешил, сите сме го правиле. Ајде да се одречеме сите од сето ова. Халелуја. Господи Исусе, те молам да ми простиш, затоа што живеев живот на бунтовност против Тебе и живеев живот во вештерство, не вршејќи Твојата волја. Те молам да го простиш овој мој грев, да ме очисти со Твојата света крв, затоа што сакам да Ти служам Тебе. Одлучувам во овој ден да Ти служам Тебе, Татко Небесен. Одлучувам, Боже мој, да го исполнам повикот во кој што си ме повикал да Ти служам. Одлучувам да ја вршам Твојата волја во мојот живот. И фала Ти за втората шанса што ми ја даваш. И Те молам, научи ме да не пропуштам повеќе ниту една друга шанса во мојот живот. Ниту една друга шанса во мојот живот. Помогни ми да чекорам во вера заедно со Тебе. Како што пишува во Твоето Слово. Од вера во вера, од слава во слава. Во името на Исус. Амен. И Татко Небесен, ги рушам сите дела на бунтовништво и вештерство кои што сум ги направил со мојот живот. Те молам, Боже мој, да останат срушени. Во името на Исус. Не сакам да гледам назад повеќе. Сакам да се фокусирам на Тебе кој што си пред мене и на оно што Ти го имаш за мене. Во името на Исус. Помогни ми да останам фокусиран на Тебе. Халелуја. Затоа што моето срце е Твое, Господе. Тоа што јас сум Твој син, кој сака да ја врши Твојата волја. Во името на Исус. Амен. Алелуја.